Добре дојдовте. Денес ќе се нурнеме во еден неверојатен свет. Свет на невидливи интеракции што владават со апсолутно се. Од најобичното туркање на врата па се до тој величинствен танц на планетите во Вселената. Да, денес ја истражуваме една од најосновните идеи во целата наука – силите. Па за да почнеме, ајде да си го поставиме можеби најголемото прашање од сите. Што всушност го движи светот? Што е тоа што прави работите да се поместат, да застанат или пак да го сменат обликот? Одговорот, верували или не, почнува со нешто што го правиме секој ден – туркање. Едноставно, нели? Кога ќе турнеме количка во маркет, ние всушност дејствуваме врз неа со сила. Истото важи и за влечењето. Да речеме, кога се влече санка по снегот, повторно се применува сила. Или пак да шутнеме топка. Гледате, секое од овие дејства, туркање, влечење, шутирање, е всушност примена на сила. Силите се буквално насекаде околу нас, во секоја една интеракција. Добро, еве што ќе поминеме денес. Прво, ќе видиме што точно е сила. Потоа, како може прецизно да ја опишеме. Ќе истражиме што се случува кога силите работат заедно, ќе ја расчистиме таа вечна дилема за маса наспроти тежина и, на крај, одиме во Вселената за да ја видиме сета таа моќ на космичко ниво. Па да почнеме со првата точка – силата. Тој невидлив свет што е секогаш околу нас. Значи, официјалната дефиниција вели дека силата е физичка величина, што го опишува заемното дејство, односно интеракцијата меѓу две тела, а ефектите? Тие се и тоа како видливи. Силата може да направи нешто да забрза, да забави, да го смени правецот или дури и да го деформира. Замислете само како се гмечи празна лименка. Ете, тоа е сила на дело. И сега, интересантното е што силите може да се поделат во две главни групи. Прво, ги имаме контактните сили. Како што кажува името, тие се случуваат кога телата се допираат. Класичен пример е триењето што спречува книгата да падне од масата. А од друга страна, ги имаме силите што дејствуваат на растојание. Оние мистериозните што работат без никаков допир. Тука спајаат се разбира гравитацијата што не држи цврсто на земја и онаа магнетна сила што прави спајалиците да скокаат кон магнетот. Во ред, сега знаеме што се сили. Ама, како научниците зборуваат за нив? Како прецизно се опишува една сила? Излегува дека не е баш така едноставно. Замислете некој да ви каже: турни ја оваа кутија со сила од, да речеме, 10 њутни. Дали тоа е доволно? Секако дека не. Веднаш ќе се запрашате, ама на каде да ја турнам? Лево, десно, нагоре? Гледате, само бројката не е доволно. И токму тука на сцена стапува една многу мочна математичка алатка наречена вектор. Најлесно е да се замисли како стрелка. Должината на стрелката ни кажува колку е јака силата, а врвот на стрелката ни покажува точно кон каде е насочена. Едноставно и гениално. Значи, за целосно да опишеме една сила, ни требаат три работи. Прво, големина. Колку е силна таа сила, што ја мериме во њутони. Второ, правец, замислете го како улица. И трето, насока, која ни кажува дали по таа улица се движиме да речеме кон исток или кон запад. Сите три заедно ни ја даваат целосната слика. Океј, ова не носи директно до следната точка. Што се случува кога не една, туку повеќе сили работат заедно? Ајде да земеме еден класичен пример од училница. Двајца ученици туркаат една иста клупа. Како се собираат нивните сили? Што се случува? Вкупниот ефект од сите сили се вика резултантна сила. И математиката е прилично едноставна. Ако двајцата ученици туркаат во иста насока, нивните сили просто се собираат. Бум! Клупата се движи многу полесно. Ама ако почнат да се надпреваруваат и туркаат во спротивни насоки, тогаш силите се одземаат. И ако се подеднакво силни, резултатот е нула. Клупата не мрда ни милиметар. А сега, ајде да зборуваме за силата што ја чувствуваме буквално секоја секунда. Гравитацијата. И при тоа да расчистиме една од најголемите забуни во физиката. Ова е навистина важно. Масата и тежината не се иста работа. Масата е, едноставно кажано, количината на материјал од кој е направено нешто. Се мери во килограми и таа е иста, без разлика дали сме на Земјата, на Марс или на Месечината. Тежината пак е силата на гравитација што не влече надолу. Таа се мери во њутни и се разбира се менува. На Месечината, например, тежината е многу помала. Значи,
Масата е колку материја има, а тежината е силата што действува на таа материја. А еве нешто навистино фасцинантно. Таа бестежинска состојба што ја гледаме кај астронаутите, таа не значи дека нема гравитација, воопшто не. Всушност, тоа е состојба на постојано, непрекинато слободно паѓање. Замислете си дека сте во лифт и кабелот ќе пукне. И лифтот и вие паѓате со иста брзина. Во тој момент нема да чувствувате притисок на подот, ќе се чувствувате бестежински. Токму тоа им се случува на астронаутите докаде орбитираат околу Земјата. И конечно, за крај, да го кренеме погледот од Земјата и да видиме како овие исти принципи функционираат на огромна космичка скала. Време е за сончевиот систем. Ова е можеби една од најубавите идеи во целата наука. Истата, ама буквално истата сила, што го држи моливот на масата, е онаа што ги држи и сите планети во нивните орбити. Тоа е таа универзална природа на гравитацијата. Нема две различни сили. Една за на Земјата, а друга за во Вселената. Истата е. Значи, се што зборувавме досега за силите, важи апсолутно насекаде. Токму гравитацијата е таа што управува со се. Од движењето на планетите и месечината, па се до звездите и целите галаксии. Таа е диригентот на тој неверојатно сложен, но совршено предвидлив космички танц. И за самиот крај, еве едно прашање кое ќе ве остави да размислувате. Ако силите навистина владеат со се, ако тие се основата на секоја интеракција од атомите па до галаксиите, дали тогаш воопшто постои нешто, било каде во универзумот што е потполно ослободено од дејството на некоја сила?